на прво место беше рангиран Охис и се уште. Јас би го оставил на прво место, посебно со пеленица кој што ја спомнавте. Тоа доведе до зголемување на количеството на многу токсични субстанции, хемиски, за скоро уште 50% плюс од она што го имавме дефинирано. Бидејќи за пеленица немав информации, дополнително пред неколку години се појави, се направија истражувања. Треба да имаме предвид дека тоа се случувало во 60-тите, 70-тите години во минатиот век, кога ние немавме ни Министерство за животна средина, немавме ни служби во било кое друго министерство, така што треба да гледаме од оваа дистанца за тоа време. Исто така, во тоа време и немало доволно сознание за токсичноста и штетноста на овие хемиски субстанции за здравието на човекот. Дополнителни студии се вршени во светот и утврдено е колку се тие токсични. Така што, имајќи ги тие сознанија предвид 2005-2006 година, имајќи предвид и количеството, но пред се токсичноста на овие субстанции кои се таму депонирани, Охис е секако најкритична од сите. Овие хемиски субстанции се добиени како споредни производи, како отпадни производи, во процесот на производство на еден пестицид, кој што го знаеме сите дека се вика линдан. И тој се користел за уништување на комарците, вошки и така натаму во земјоделие, така што бил користен. Но сознанијата од истражувањето покажале дека е многу токсичен и е забрането производството и користењето него. Иако дури и сега во некои земји во кои што нема друг начин, неколку земји во Африка, например, им е дозволено се уште да го користат заради тоа што бенефитот е поголем од штетата, ако може така да кажеме. Има многу вакви примери, посебно, конкретно и за линдан, кај што се произведувало, или други хемиски процеси се депонирало во 50-тите, 60-тите години. Така што вакви примери имаме и да научиме многу. Во Швајцарија, огромни количества, десетина пати поголеми количества од нашите. Во Холандија, во Шпанија, во Драч, во Албанија и така натаму. Значи, имаме вакви примери, се решавани на различни начини, начинот на кој што се отпочна решавањето со малата депонија е најефикасен, но чини најмногу. А тоа е екстракција од депонијата, излекување на хемикалиите, пакување, и исто така и контаминираната почва, посебно пакување, и нивни транспорт во фабрики, да речам, на некаков начин, каде што тотално спалување имаме на овие хемикали, уништување до добивање на HCl, CO2 и вода. Значи, тотално уништување. Тоа е најефикасното решавање, а почвата се согорува и тогаш тие хемикали кои се содржат во почвата согоруваат, останува чиста земја. Во некои земји се преземани и други мерки. Во некои земји се покриваат, се капсулираат на некаков начин, ако може така да речеме, и под депониите, заштитни мерки и врз нив, да се спречи нивна емисија, да се спречи нивни пренос во подземни води. Има различни примери, тие се поевтини варијанти од ова, така што во кој правец ќе оди Министерството и ќе оди државата, да речеме така, тоа е отворено прашање. Овој начин очигледно е многу бавен, а бавноста е успорувањето исто така зависи од средствата. Ние чекаме на некои фондови, да собереме фонд па да почнеме. Па тендер да распишеме за тој фонд, само што го имаме. Македонија е сиромашна држава, не може сама да ги реши сите проблеми одеднаш. Треба време. Но ние губиме време. Бидејќи до сега малку сме вложувале и малку сме го посветувале, според јас би рекол, внимание. Други теми не преокупираат. Се појавуваат кризи, ковид, па сега да ги решаваме тие, а имаме мал буџет како држава, а многу средства се одлеваат, па ќе ги пренамениме ќе почека другото и така натаму. Но некои и ги запоставуваме, јас би рекол.